Добар ден, мили мои! Денес ќе се дружите повторно со мене, учителка Веле, од градинката 8 март од Скопје Кисела вода. Ќе ви раскажам една приказна за сообраќајните знаци. Сите ние сме учесници во сообраќајот, без оглед дали сме пешаци, дали возиме велосипед или се возиме со автомобил или автобус. А за да бидеме побезбедни, потребно е да ги знаеме сообраќајните знаци. Да ги знаеме сообраќајните знаци. Токму за тоа денес ќе учиме, а воедно ќе се запознаеме и со професијата сообраќаен полицаец. Токму тој во моментов сака нешто да ви каже. Во сообраќајот треба да се отворат очите, но не и да се плашите од него. Еве е мојата порака. Внимавај, а не да се плашиш. Знаците, пријатели се ваши. Да го почитуваме секој знак, провери го, погледни го пак. Но сега е време и другите да се представат, ни повеќе, ни помалку, сите се важни. Јас би ви порачал нешто. Ве чувам и пред вас сум често. Црвеното око заприти вместо, а жолтото чекри се уште стои. Еве и зелено, преминот е твој. Преминот, некој ме спомна мене и ме прозва. Чујте ме сега кој сум и што сум. На улица пешачки сум премин, а на шега ме викаат и зебра. Погледни пред нозе да ставиш и зачекори од моите ребра. И јас сакам нешто да ви кажам. Чекори мирно, безбеден си ти, ама на работ мој не седи. Внимавај, крај мене минува тесна патека за велосипеди. Ете така, секој од нив има нешто да ви каже. Секој порака ви праќа за добро да се враќа. А јас за нив не се само еден, или два, или 10. Во сообраќајот има многу знаци, а јас одржувам ред и кога врне, и вее, и кога топло сонце грее. Од мене довидување и почитувајте ги сите знаци. И така, мили мои, оваа сообраќајна приказна завршува овде, но нашиот час продолжува понатаму. Ајде да видиме што научивме ние денес во оваа сообраќајна приказна. Кој знак прв го изучивме? Ајде да видиме. Тоа е семафорот. Колку светла, деца, има семафорот? Ајде да изброиме со прстињата. 1, 2, 3. Токму така. 3 светла. Првото светло, деца, свети во црвена боја и вели внимавај, застани, стој. Второто светло како сонце топло не грее. Но почекај, се уште не тргнувај. Подготви се, но не тргнувај. И третото, деца, светло, како росна тревичка на пролет, ти вели тргнувај, сега е безбедно, можеш да продолжиш со својот пат и патување. Понатаму, кој беше овој сообраќаен знак со име на животна? Зебра или пешачки премин. Така е, деца. Кога ја минуваме улицата, да одиме по него, погледни лево, погледни десно, ќе видиш многу е лесно. Да, дечиња, погледни лево, погледни десно и така улицата ќе ја преминеш лесно. Тротоарот беше третиот знак. Движејќи се по него, ние сме безбедни. Но, деца,
овдека не завршува нашето сообраќајно патување. Ајде да видиме што гледаме на оваа слика. Да, разновидни сообраќајни знаци кои што секојдневно ги сретнуваме. Сигурно, верувам дека ќе препознаете некој од овие знаци. Еве, на пример, прв е знакот стоп. Што означува, дечиња, тој знак? Аха, тоа е најмоќниот знак кој што вели застани, стои. Под него, деца, има еден многу интересен знак во сина боја. Означува болница во блиската околина. И сега, не ви ги раскажувам другите знаци. Ке ве оставам вие и вашите родители да си поразговарате и да научите барем уште 3 знаци. Договорено? Заедно со вашите родители поразговарајте кои знаци ги има во вашата околина. И кој е првиот знак што ве пресретнува кога излегувате од дома? Иако сега повеќе сме дома, но тоа не е воопшто важно. Важно е нашето време да го искористиме за нешто убаво да си научиме и да си бидеме послушни и паметни како и до сега. Понатаму, нашата сообраќајна приказна се поврзува со математика. Математика, колку голем збор, колку моќно звучи. Да, математиката, деца, всушност знае да биде и многу интересна. Интересна и возбудлива. А знаете ли зошто? Затоа што, еве да ви кажам, сообраќајните знаци се представени со математички форми. Тоа се триаголник најчесто, круг. Знаете, деца, овој круг на што ме подсетува? На топка. На игрите со топка во парк. Да, а до кругот гордо стои квадратот. Значи, дечиња, сообраќајните знаци можат и се најчесто представени со овие геометриски форми: триаголник, круг и квадрат. Видете во колку убави бои се овие математички форми. А вие истражувајте кои знаци се триаголник, кои знаци се круг, а кои знаци се во формата на квадрат. Е сега, во оваа наша приказна, сакам да ви покажам некои други слики, кои што би сакала да ги разгледате заедно со мене и да поразговараме што гледаме на овие слики. Да, деца што се забавуваат, да, секако. Со што се играат децата? Со топка. Но моето прашање е, каде играат овие деца? На улица. Дечиња, дали детската игра на улица е безбедна? Што мислите? Каде деца се игра со топка? Во парк, во дворот на вашите куќи, пред зграда. Таму е безбедно. А ни случајно, деца, играта на улица не е безбедна. Тука сообраќајот е многу густ, метеж, многу бркотници, викотници, гласни звуци. Тука, деца, воопшто не е место за играње. А погледнете сега и оваа слика. Тука има едно девојче што ја претрчува силно улицата, а на тротоарот стои една повозрасна дадичка и мавта со раката да побрза. Дечиња, што кажавме ние? Кога нема пешачки премин, кога нема знак за пешачки премин, нити обележано место каде да се помине улицата, како треба правилно да ја поминем улицата? Погледни лево, погледни десно. Ако нема автомобил во близина, ќе ја поминеш улицата.
но секако не со трчање. И затоа овдека што гледате овој иксот тука, тоа е знакот дека всушност ова е погрешно, дека не смееме така да се однесуваме. Затоа ви велам, денес учиме како треба, но од овие слики ќе научиме и како не треба да се однесуваме во сообраќај. Затоа се и тие сообраќајни правила да се почитуваат. Знаците треба да се почитуваат. Само така ќе бидеме безбедни и сигурни во сообраќајот. Секој оној кој што не ги почитува знаците, може да се доведе себе си, а и другите во опасност, а тоа не го посакуваме нели. Сега, за крај, ви подготвив нешто, а сакам и вие дома да си работите и да си направите многу едноставно. Погледнете. Една хартија исечена во форма на семафор во црна боја, плюс 3 крупчиња во црвена, жолта и зелена боја, ни го представуваат сообраќајниот знак семафор. Многу лесно и многу едноставно. За да го направите ова, ќе ви биде потребна помош од вашите родители, а знам дека постојано ви помагаат. Знам дека постојано изработувате и соработувате заедно со нив. Знам дека ви читаат приказни. Знам дека времето квалитетно го поминувате дома. Ајде обидете се да направите или ваков семафор, или пак некој сообраќаен знак кој што вие сакате да го изработите во ваша живот. Од мене за вас денес толку. Се надевам ќе се видиме наскоро. Ве мисли и ве сака учителка Виле. До видување, до следното видување.